Се снаоѓаат како знаат и умеат, се обидуваат да читаат од устни и да покажуваат со раце. Вака секојдневно глувите лица од Тетовско комуницираат во аптеките кога им треба лек, при посетата на матичните доктори, во установите, во судовите. Но овие луѓе, чија бројка воопшто не е мала, во Сдруженијето за глуви и наглуви лица од Тетово досега има регистрирано 300 членови. Им е потребна помош за нивна интеграција во општеството. Кога би постоеле преведувачи на знаковниот говор, извршувањето на нивните секојдневни обврски би било полесно. Во моментов само секретарот на Сдруженијето врши преведување и посредување меѓу глувите лица и луѓето кои слушаат во болниците, полицијата, судовите. Во Тетово имаме потреба од толкувачи. Моментално нема ниеден толкувач со сертификат. Нас не помага секретарот кој е обучен за преведување македонски, албански нема. Тешко. Например, македонски е полесно, да, пошто они учеле училиште на македонски и они полесно им доаѓа на македонски, а на албански не разбира. Исто така, кога има потреба во болница, кога ќе одат во аптека, во службите, во социјално, во суд, има потреба од помош на преведувач. На ниво на Македонија во моментов трае обуката за знаковен јазик на фармацевти, која започна во декември 2013, а ќе трае до март 2014 година и низ која ќе минат 120 лица. Понатаму, според најавите, Комисијата за знаковен јазик ќе изврши обука на 40 нови толкувачи, за што Министерството за труд и социјална политика има издвоено 500.000 денари. Но како што потенцираше председателот на Сдруженијето за глуви и наглуви лица од Тетово Хуснија Хамзич, меѓу обучените нема никој од Тетово. Не е позната причината зошто не е пројавен интерес за учење на знаковниот јазик, но доколку некои фармацевти или вработени во јавните институции имаат желба, од Сдруженијето се подготвени да спроведат бесплатна обука. Од Тетовското Сдружение на глуви и наглуви лица не изјавија дека освен немањето преведувачи кои им се неопходни за комуникација, најголем проблем со кој се сретнуваат е вработувањето и понатаму најголемиот број од членовите се без работа и не можат да обезбедат екзистенција за себе и своето семејство. За сега само тројца од нив имаат добиено вработување во македонски шуми во рамките на проектот за вработување на лица со инвалидност. Инаку на ниво на Македонија, преку огласот за вработување на 300 инвалидизирани лица, 40 глуви лица се стекнале со вработување.